денешната емисија ќе биде со една посебна ѕвезда сланината. Сланина знам дека сите конзумираме во најразлични форми, таа го подобрува вкусот на многу јадења, односно испушта маснотија од животинско потекло која го интензивира вкусот. Денес ќе ви направам пита од тиквица и сланина. Тиквицата како неутрална состојка ќе ја збогати течноста во питата, ќе ја направи нежна, сунгереста, влажна на секој загриз, а сланината ќе го интензивира вкусот, а ништо без нашите нови пријатели Президент, каде што ќе ја збогатат оваа пита со убав кашкавал. Програмата на Президент, односно млечната програма на Президент, има една исклучителна богатост во вкусот и целата таа пита ќе биде убава сирењаста, со убавите вкусови на сланината и убавата нежна тиквица. Јас прво ќе го подготвам тестото. За оваа пита одат многу јајца. Значи ќе ставиме отприлика 5 јајца. Ја правам со 5 јајца, односно основата ми е јајца, сланина, тиквица, кашкавал, заради тоа што сакам да биде ручек. Значи оваа пита повеќе би ве советувала да ја конзумирате за време на ручек, наместо вечера или доручек, бидејќи е многу јака во својот вкус, ставете на лажица павлака и ќе имате совршенство на чинија. 5 јајца ќе ги изматиме. Најпрви ги ставаме мокрите состојки, потоа ќе ги измешаме сувите, ќе направиме едно поинтересно редење, кое се надевам дека ќе ви се допадне и ќе ви изгледа декоративно за да биде дел од вашите трпези. Следно што ќе ви подготвам ќе биде чорба од грашок со сланина. Грашокот е многу скромен и знам дека ние го конзумираме на оној начин кој сме навикнати, во облик на манџа, со пиперче, патлиџанче, внатре морковче. А јас денес ќе дам чекор понапред и ќе ви направам крем чорба од грашок која ќе ја збогатиме со убава пржена сланина. Ќе ги изматам јајцата. Внатре ќе да дадеме рендана тиквица, нешто сакам јас да го направам. Бидејќи имам едно вакво интересно алатче, кое сакам да го искористам за да можам да направам мали ленти со кои ќе украсам питата пред печење. Ќе ме почака моето алатче. Гледате какви убави ленти може да направите, а останатата ќе ја изрендам во јајцата, бидејќи сакам да биде дополнително да дополни течност внатре. Нема да ставам ни јогурт, ни млеко, значи баш ќе биде само тиквица и јајца, тоа ќе бидат во десетиот дел од питата. Промешајте. И во брашното, ќе видите количините во тетрадката, ставете едно пeciво. Убаво промешајте за да се соединат брашното и пецивото, така пецивото ќе се распредели по целата површина, по целото тесто. Додадете го брашното и со лажица направете тесто. Благо промешајте. Ќе додадеме сончогледово масло, видите какви фенси чишенца добив од каре за масло. Ставете малку, бидејќи сланината е масна и таа ќе биде маснотијата во питата. Ќе посолам. Малку црн бибер, за да се ароматизира тестата. И тоа е нашето основа тесто. Имам една убава пушена сланина. Ќе ја исечкам на коцки. Половина ќе си зачувам за супата од грашок. Исечкам малецки коцки, кои ќе бидат украсен искусен дел од оваа пита. Питите се буквално непресушен извор на рецепти и секоја една има баш онака различен вкус.
Јас обожавам да ги правам, значи на вистина сакам многу да правам пити. Тоа веројатно го имам од баба ми наследено, беше многу добра во правење пити и некако ми ги пренесе сите тие знаења за се она што значи месење, сето на нејзин прост обичен начин, без можеби техники и некоја баш професионално знаење во позадина, ми ги пренесе сите знаења за се што е месено, па така на пример ако сакате користите масно тесто и сакате да имате по фина текстура, односно да не се напие маснотија многу тестото, користете една лажичка ракија во тестото. За сите погачи и оние убави рецепти кои содржат многу јајца, многу јогурт, многу млеко во себе, да дадете една лажичка оцет. Секогаш тестото ќе го направи многу посунгересто. Сланината на коцки. И така сите тие совети некако останаа во мојата глава и се трудам да ги искористам секогаш кога креирам различни вкусови. Оваа пита е буквално нешто што произлезе од остатоци од фрижидер, има голема парче сланина, кое сакав да го искористам во нешто што е налик ручек и да има буквално од се во себе, да има и тесто, да има и малку зеленчук, а да има многу богат вкус. И сеќате сланината на коцки и начинот на кој јас сакам да ја правам оваа пита, ќе ја наречеме превртена пита, заради тоа што ќе ставам сланината на дното, а потоа ќе ја превртам од згора. Ми треба масло, само за да не се залепи сланината. Ќе ја примачкам тавата. И ќе ја прифрлам целата сланина на дното. Така ќе направам како подлога која ќе ја прими тестото за пита. Ова е баш од оние прости рецепти кои многу брзо се прават и многу едноставно се подготвуваат, се многу богати на вкус. Се една павлака додадете малце копар во павлаката, збогатете ја со можеби сенф внатре, направете некој убав намаз и мислам дека ќе имате баш совршенство. Во тестото, кое го оставив малку да постои, односно да започнат сите хемиски процеси, ќе нарендам кашкавал, секако на президент. Овој пат ќе користам мешан кашкавал во самото тесто, а ќе го надополнам вкусот и со малку рендан чедар. Мислам дека ми е половина доволно. Ќе го нарендам внатре во тестото, мислам дека половина калап од президент кашкавалот ми е доволна. Тој ќе допринесе да се подзалепи. Иако ставивме многу јајца и ова тесто ќе биде многу богата на вкус. Секогаш кога сакате да го збогатите тестото и да избегате од оној лебас вкус, да дадете плюс јајце во некое тесто и направете различни комбинации. Многу често тестирам теста и што со што одговара, кои се количините кои треба да се употребат. Најчесто тоа го правам прво, например, ако знам дека некој тесто ми е доволно познато и го правам често, го користам за кифлички или за некоја пита, тогаш додавам и одземам намирници од внатре за да видам како се менува вкусот, па така да некој тесто има 2-3 варијанти и верзии како да се подготви, додека не дојде до правата. Убаво измешајте. И убаво распределете го тестото. Убаво ќе го исфилувам рамно. Ќе порасне, бидејќи ставивме пecivo внатре.
Ке внимавам на солта, бидејќи сланината е солена, внатре кашкавалот е солен, но бидејќи сакам слоевите да ги посолувам работите, ќе ставам малку сол за вкус, малку црн бибер, одозгора дополнително ќе украсиме, ќе дадеме на вкус, бидејќи кромидот ќе биде првиот слој кој ќе се пече, ќе насечкам кругови од кромид и ќе ги наредам на површината, тенки. Тие ќе пуштат од својата блажина. Ќе бидат баш едно дополнително изненадување. Отворете го на парченца и наредете го во врз питата. Целиот. Кромидот во основа е благ и во допир со топлината ќе испушти од својата убава блажина, ќе се запече, ќе ви излезат малецки лентички кои ќе се потпечат на краевите. И чедар ќе нарендам врз кромидот. Еден слој и оди во рерне. Оди во рерне од прилика 20 до 25 минути на температура од 200 степени. Имајте го цело време на око, кога ќе забележите дека површината веќе е потпечена, чедарот е веќе растопен, има направено убав прстен околу страниците на тавата, веќе е готово да излезе од рерна. Повторно сите намирници денеска ни ги донесе пакет МК. Знаете дека можете од удобноста на вашиот дом да направите нарачка за сето она што ви е потребно, па да направите и некој наш рецепт можеби. Оди во редна, а се гледаме со чорбата од грашок. Следно што ќе направиме ќе биде скромна чорба од грашак. Грашакот е нешто што ние редовно го конзумираме на нашите трпези. Сакав да искористам скромни состојки, а да ја дадам на сланината да заблеска во вкусот. Ќе направиме чорба која ќе има обични зеленчуци внатре, класични, оние кои сме навикнати да ги конзумираме. Имаме кромид, морков, целер, а ќе го направиме на тој начин што прво ќе ја пропржам сланината и ќе го ароматизирам маслото. Потоа ќе ја сварам целата чорба, а одозгора ќе ја наредам сланината како конфети се на лажица павлака. За мене тоа е еден совршен оброк. Грашакот многу често го користам во мојата кујна и најчесто го користам во садот за ориз и киноа на Карес, кој со кодот Маја 20 може да го добиете со 20% попуст при онлайн купувањето на Карес МК. Купете го, апсолутно е една алатка која ќе ви го олесни многу животот, само ставете обичен ориз, малку грашак, потоа сето тоа од кога ќе се свари, пропржете го со малку президент путер и имате совршен оброк во чинија, диетален. Но ова не е така диетален рецепт, но не е помалку вкусен. Значи сланината на коцки. Ќе исечкам мали коцки, односно ситно ќе ја исечкам сланината, сакам да ја пропржам, да ми ја испушти целата маснотија во маслото, потоа ќе ја тргнам на страна, за да можам да ги испржам другите состојки. Нашите баби порано комплетно готвеле на свинска маст, заради тоа што знаете дека свинската маст, кравјата маст, која во основа путерот, нели, ги интензивира сите вкусови на сите зачини и зеленчуци кои ќе ги употребите. Сите вкусови во суштина се раствараат и се перцепираат од нашите сетила со помош на маснотијата. Можам да ви зборувам буквално со денови за тоа како ние ја перцепираме, но време бев обседната за тоа да научам како се перцепира во мозокот храната, посебно кога бев млада мајка и кога сакав да им воведам намирници на децата кои не им беа толку омилени.
лео тенџере. Ќе го загреам тенџерето. Ќе ставам малку сончогледово масло. Моите фенси нови шишенца. Секогаш се радувам на нова играчка во кујна. Може би никогаш не пораснав. И како дете се радував на играчки, класични. Син ми многу често знаеше да каже кога беше мал дека играчките си ги купувам за себе. Паметам ситуации кога лего коцки или некакви, имаше едни многу специфични рајфови коцки кои се дрвени блокови и служат за развој на когнитивни способности. Сакам кога си играм и во кујната и во животот, од таму мислам дека ми е од љубопитноста. Ќе пропржиме сланината додека не подгори, односно не го пушти целиот вкус, потоа ќе ја префрлиме повторно на чинија за во истото масло да ги пропржиме зеленчуците. Додека сланината се пропржи, ќе ги спремиме зеленчуците. Имам скромен кромит на коцки. Заради тоа што сакаме се да биде фино, оваа супа ќе ја блендирам, односно ќе направам крем супа од грашок. Така што не мора да бидат совршени коцките. А нека бидат поситни парченцата, за да можете потоа лесно, практично му доаѓа како потаж. Меѓутоа, ќе биде богатен со сланина, односно вкусот на сланината, за да ги врземе денешните рецепти. Мислам дека на сите ни фали малку чорба периодов. А јас сакам исто така чорби, многу сакам. Навистина многу сакам чорби во најразлични варијанти. Океј, имам уште малку. Едниот морков ќе го оставам за да го пропржам, за да ги украсам, да ја украсам питата, ќе ви покажам на крајот како. Другиот морков ќе го исечеме на ситни коцки. Најлесно сечење на ситни коцки е најпрви ни сечете го на елипсасти парченца морковот, потоа помогнете си, секогаш држете ја дланката со прстите навнатре, за да можете со овој дел од зглобот да го туркате ножот и да си ги заштитите прстите од сечење и направете ситни стапчиња, кибричиња, а потоа целата таа количина искористете да направите ситни коцки. Таа е баш најлесна техника за ситно сечење на кибричиња или коцки. Сланината цело време на око, треба убаво да се пропржи. И секогаш користете остри ножеви, заради тоа што острите ножеви го олеснуваат процесот на сечење. Сланината е веќе готова. Ќе искористам решетката за да ја тргнам од маслото, да ме почека. Убава искрцкана сланина. Внатре прво ќе го додадам кромидот. Да се пропржи. Веќе мириса на сите мириси кои ги испушта сланината. Ќе биде многу ароматична оваа чорба, иако внатре ќе ставиме многу скромни состојки. Мислам дека би ви ги задоволила вкусовите. Внатре ќе ставам 3 чешниња лук. На крупчиња, бидејќи ќе ја блендирам супата. Сакам да се пропржат. Ставам 3 чешниња, ми фали во овие состојки баш убава доминација на лукот. Лукот и сланината се совршен брак. Убаво пропржете. Ќе посолиме. Следно што ќе го додадаме морковот.
И имам стапчиња целер, 2 стапчиња целер, ќе ги сечкам на ситни лентички, бидејќи ќе се блендираат, меѓутоа сакам претходно да се пропржат убаво. Стапчињата целер ми стануваат една од омилените работи по дома. Не знам зошто, претходно не сум го перцепирала толку целерот како зеленчук кој може свеж да се конзумира, но со гвакамоли, односно со авокадо, тоа е намаз од авокадо, можеби ќе го направиме во некоја од следните емисии. Паче целер, прекрасна. Пропржете. Да се убаво да се ароматизира. Внатре ќе додадам сув зачин, една лажица, за убаво да се ароматизира супата и мелен бибер, свеж. Ќе промешаме и на крај ќе го додадеме грашокот. Ќе ставиме убава количина грашок, заради тоа што таа е доминантната состојка од која треба да направиме убава и кремаста супа. Следно што ќе додадам ќе биде свежа нане. Единствената состојка која ќе ми биде аромата, можеби ќе биде свежата нане. Јас сум пресрекна што доаѓаат убавите зачински билки кои ќе ги имаме за кратко во изобилие. Нането најдобро се сече на тој начин што, бидејќи нането е дрвенаст зачин, односно е еден од појаките листови, најдобро се сече доколку го ставите во едно ливче врз ливче, односно го сложите на тој начин што ќе направите една основа од листовите, убаво замотајте ги во ролна и така да правите цврста основа за да може сатарот убаво да ги исече. Го додадам во чорбата. Мириса божествено. Свежа нане ме готова дојде пролетта. Свежата нане го наговестува тоа. Промешајте. Водата мислам дека веќе е готова. Ќе ја додадеме во супата и ќе дозволиме да проврие околу 20 на минути. За 20 на минути ќе ја трнеме од оган. Внимателно ќе ја изблендираме, секогаш кога блендирате супа во тенџере, односно е жешка целата течност што имате внатре, внимавајте, многу прска, така што се внимателно ќе ја изблендираме и се гледаме за кратко со сето она што сакам да ви го покажам. Супата е веќе готова. Имам рачен блендер и ќе ја изблендирам целата на тој начин што ќе направам убав поташ од целокупната. Внимавајте, многу е опасно заради тоа што супата врие. И од кога е убава, кремаста и фино направена, ќе ја послужиме во една чинија. И начинот на кој јас би ја послужила ова прекрасна чорба од грашок е така што би ставила убави неколку лажици. Внатре додадете ја испршената сланина. Имам една лажица павлака.
ставете на средина, никогаш немојте да додавате павлака или било што млечно директно во тенџерето. Додадете доколку сметате дека целото тенџере ќе го исконзумирате наеднаш, заради тоа што павлаката, односно млечната мас, знае да ја расипе чорбата, така да секогаш да давајте свежа павлака во чорбата на крајот пред да ја конзумирате. И тоа е првиот предлог. За да ја дополнам питата, ќе искористам финтата која ми ја покажа Тања Кочовска во емисијата и јас религиозно почнав да го користам и конзумирам тоа. Навистина е многу вкусна. Ќе ставиме едно тенџере и ќе ставиме убава количина сончогледово масло да се згрее, односно да зоврие зејтинот и длабоко ќе испржиме. Во овој случај јас ќе пржам коријандер и макдонос. Баш да биде, треба да се потопи целосно макдоносот и 30 секунди на загреано масло и имате една совршена сензација. Јас мислам дека на сите што им го подготвив овој пржен макдонос беа одушевени, така да и благодарам на Тања за оваа финта која верувам ќе остане со мене до крајот на животот. И питата, не знам дали може да забележите колку начинот на кој би ја послужила на масе, така што ќе ја превртам и се не знам дали може да забележите, некој од камерите сакам да види. Кога ќе ја испечете питата, не знам дали може да забележите, малите парченца сланина се веќе како набиени во тестото, изгледаат совршено, но чедарот ја прави исто така совршена боја, па одлучив овој пат вака да ви ја покажам. И начинот на кој јас би ја послужила оваа пита, за да биде целосно уживање. Така што, сам дека сега ќе можам убаво да ви покажам. Еве како изгледа одоздола, убаво испржена со парченца сланина. И маслото само да провериме, земете едно гранче макдонос, потопете го, мислам дека му фали уште некој степен да се загрее маслото, ќе го испржиме коријандерот и макдоносот и ќе ставиме цел куп одозгоре врз питата и секако лажица павлака за да уживањето биде целосно. Ставете еден куп макдонос, ќе ставам и неколку гранчиња коријандер кои се преароматични, феноменални се. На коријандер свеж се радувам повеќе од чоколадо, верувајте, многу го сакам, а многу ретко се наоѓа. И ќе спуштам решетката за да ми го испржи и джишне макдоносот и коријандерот. 30 секунди. Навистина е многу тенка границата од тоа да изгори, така што готов е кога ќе забележите дека веќе се зацврснува и ја менува малку на жолтеникаво бојата, не знам дали убаво објаснувам и дали може убаво да видите. Значи 30 на секунди му треба и кога веќе ќе почнува да ја менува, односно интензитетот на зелената боја да се намалува, тогаш е веќе готов и спремен за да биде послужен. Лажица павлака за целосно уживање и тоа беше се за денес. Ви подготвив една брза пита од тиквица и сланина. Јас ќе продолжам да си го допржам целиот макдонос и коријандер, а вие гледате наредовно на телевизија 24 од 19:30. Им благодарам на нашите спонзори Карес, Пакет МК, Президент и Горење, кои секој ден се позади мене и ми помагаат да креирам нови рецепти, ме поддржуваат со своите прекрасни производи и ни дозволуваат да бидеме дел од вашите домови. Останете ни добро и чувајте се во овие тешки времиња. Заедно да ги пребродиме, да создаваме убава содржина и да се грижиме едни за други. Станете ми добро, се гледаме веќе утре со нови рецепти.